Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во првата премиера на неделниот магазин Гласот на народот со Слободан Томич. Денес Македонија се наоѓа на крстопат. По локалните избори, поразите на СДСМ и игранките на коалициите, народот бара одговори. Дали ќе се разбудиме или ќе дозволиме етнички и партиски интереси да ја водат државата кон распад? Ќе ви кажам и основните точки вечерва за кои ќе говорам. Тоа се историјата на СДСМ од социјална партија до корпоративниот слуга, Венко Филипче како штит на Заев и застапник на странски интереси, и уште еднашка тој апел до граѓаните. Вториот круг е клучен, почитувани, за еднината не само на државата, на вашите внуци и вашите деца. Дозволете ми само да спомнам дека сиот овој циклус ме следите со моите колумни, искрено напишени од се срце, а тоа е вашиот глас. Ги нареков серијалот, го нареков Македонија, куќа со многу одаи. Дојдов до 9-та одаја, но тоа нема така доста, ќе ги исполниме те одаи, каде што владее темнината и светлината. Со една цел, кај што има темнина, реде да влезе некој сончев зрак. Тоа е што вечерва ќе третирам темата СДСМ распад, политички отпад или воскресение, а од друга страна као поднаслов Македонија на крстопат, распад, апатичност или обединета волја. Ќе ја реализирам со моите и вашите соговорници, неговата екселенција амбасадор Ристо Никовски. Добро вечер и добро дојдовте, амбасадор. Добро вечер, нашол. И председателот на МААК, господинот Страшо Ангеловски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Со оглед дека реков, ова е прва недела после изборите, кои, да бидам искрен, донесоа голем број противречности од партија која не заслужува да коментира и да фрла толку врева дека е победник, мислам на СДСМ. Од друга страна, ВМРО ДПМН го зголеми бројот на градоначалниците уште во првиот круг. Еве, една општа оценка ваша, врз основа на првата или втората подточка, да речем, што би додале? Човекот е од политиката. Повели, господин. И лидер на партија. Па, ајде, еве, нека биде со мене да почнеме, бидејќи јас и учествував на овие избори. Учествував самостојно, со 22 листи, и учествував во коалиција, онаму каде што припаѓав и досега, значи во останатите места и со кандидатите за градоначалници кои беа поддржани од нас. Чинам дека коалицијата успешно се справи со овие избори, меѓутоа не се согласува многу со тоа дека се наоѓаме на крстопат. Или пак ако се наоѓаме, тогаш ние веќе 35 години се наоѓаме на крстопат. Ние немаме излезено од тој крстопат на кој се наоѓаме. И од тука прашањето ви е за Социјалдемократскиот сојуз. Јас навистина како да речам, не коментирам некои нешта, меѓутоа во случајов ова морам да го искоментирам. Не заради мене, не заради било што, токму заради членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Тие се најдоа во една незавидна ситуација од една проста причина, што таа политичка партија се тргна од своите корени, се тргна од својот темел, односно се тргна од социјалдемократијата. Нема ништо заедничко со социјалдемократската идеологија, овој СДСМ кој денеска го гледаме, тој прерасна во некаква
во некакво Предавничка партија. Не би бил јас толку строг. Јас сум. Прерасна во некаква либерална невладина организација која ги презеде оние либерални глобалистички тези и заради таквите либерални глобалистички тези Заглави. има потези за кои ете господинот Никовски вели дека е предавничка. Затоа што потезите на таа партија наназад 8 години, посебно доаѓањето на Зоран Заев на незино чело, се потези кои десниот марксизам, тој либерализам, западниот марксизам, либерализмот во својата глобалистичка цел им ја наметна и на Социјалдемократскиот сојуз, односно да избришат она што значи идентитет, да избричат црквата или верата, да се борат против традиционалното семејство, меѓутоа да се борат и против децата, онакви какви што сакаме да ни растат. Македонија е традиционалистичка држава, се уште е релативно конзервативно нашето општество и има поинакви сваќања од оние кои СДСМ преку својата либерална агенда се обидува да ги наметне. Затоа резултатот беше неминовен да биде таков каков што е. И јас повеќе пати велев, доколку таа политичка партија сака да обстане на политичката сцена, час поскоро треба да се исчисти од ова либерално глобалистичко зло, да се врати на корените на социјалдемократијата. Да се разбереме, социјалдемократијата воопшто не е негативна како идеологија во историјата. Социјалдемократијата дури е позитивна, да речеме скандинавскиот модел на социјалдемократија, социјалдемократијата на еден Вили Бранд, да речеме, и така натаму, но тоа е суверенистичка социјалдемократија, тоа е лева идеологија, меѓутоа суверенистичка во својата суштина. Доколку СДСМ сака да обстане, единствен начин е да се врати на своите корени, односно на социјалдемократија. Objection. Да. Ајде. Одма реплика. Мислам дека ова што кажува Страшо е апсолутно точно, меѓутоа мислам дека основата и поводот е поинаков. Тие не заскитаат доброволно во некаква западна, либерална, не знам, либерален марксизам или како да го речеме, не е ни важно. Тие беа донесени со државен удар во оваа земја за да да го уништат македонизмот. Видите, кога јас зборувам на Социјалдемократскиот сојуз, јас сум левичар. Јас последните може и 10 години гласам за десницата во Македонија, затоа што левицата е неупотреблива. И кога велам она што се случи во последните години дека е предавство, нема друг избор. Нема друг полесен збор, разбирате? Може само уште да наредеме едно чудо изрази кои ќе бидат уште полоши. Разбирате? Она што е направено последните 7-8 години е уништување на оваа држава, уништување пред се на македонскиот народ, разбирате? И тоа е непростливо, за тоа треба да се кривично да се одговара. Ти, едно ден подалеку, да преговараш за името собствено со некоја друга држава, па тоа е надвор од умот. А уште голем, да не речам са некој уште потежок збор, да подпишуваш договор за пријателство и соработка со некој што вели дека не постоиш. Па видите, нормален, тоа не го прави, разбирате. Така да, јас како левичар, кога го зборам за нив, мислам, не може да ме осудат дека сум, нели, така од ривалската страна, од другата страна на барикадата. Јас сум од левицата, разбирате. И велам, ако јас одлучувам, јас утре би донел закон со кој би ги забранил како партија за штетите кои ги направија на оваа држава и на овој народ. Значи, тоа е елементарното тоа. Меѓутоа, народот наш е бистер, разбирате. Може да не е едуциран генерално на високо ниво, може да, не знам, ова му недостасува, она му недостасува, меѓу инстинктот на македонскиот народ е нешто неспорно, нешто врвно, разбирате. И ова што сега се случи, во првиот круг резултатот е 11:1, сега и преку тоа, бидејќи во могила имаме дека другиот, спротивниот кандидат на ВМРО се повлека, значи ВМРО има во првиот круг не 33, него 34 општини. Разбирате, значи, градоначалници. Јас денеска гледам флуктуираше бројката деца мене. Значи, збориме... Беше 11:33:3. Да. Сега е 34:3, тоа е преку 11:1. Јас се извинувам, но не е точно.
тој нема право да се повлече. Тој Да. останува на Тоа беше листата за за македонски гласање. брод. Тоа е негово право тоа да така. рече дека се повлекува. Меѓутоа, Ама, не, зборувам формално правно. Значи, тој останува на листата и гласањето мора да се одржи. И нека се одржи гласањето, значи он каже дека не, де факто никој нема да гласа за него. Према тоа е решено прашање. Инаку, морам да го пофалам, господинот Николски. Немој ќе се образува. Морам, бидејќи рече дека последниве 10 години гласа за десницата. Черчил вака рекол: доколку не си либерал кога си млад, тогаш нешто не е во ред со тебе. Ама ако не се префрлиш во конзервативно 30 година. подоцна, тогаш значи дефинитивно си неpopravли случај, значи дека е Прво добар немаш, кога се прво немаш срце, а после вика немаш Немаш памет. разум. Ако немаш Ете така. до 20 до 30 година ако не си либерал, разбираш, значи немаш душа, немаш срце, разбираш. А после 30 Потоа не си година за немаш- десницата, немаш памет. немаш Затоа памет. морав да го пофалам, господин Николски. Да. Значи му дошол паметот на Добро, овие. јас сум се уште пред 30 така. еден од главните субјективност Не, на- да се вратиме сега на темата, мислам, во суштина, велам. Ова, јас се сложувам дека не е Под прашање за Венко Филипче, видејќи, Ајде. тоа е всушност, како го оценувате овој политички колапс на СДСМ и улогата на Венко Филипче? Јас знам дека секојаш имате што да кажете, особено апропо сега Видите, неговите изјави, прво, мислам, неспорно е, универзално е, кога ќе изгубиш избори, се повлекуваш од функцијата како лидер на партија. Прво и основно е. што е морален чин, што е Морален чин, разбирате, ако нема морал, во политиката често пати нема морал, да се разбереме, меѓутоа, ако на еден таков класичен начин го игнорираш моралот во политиката, ти де факто си сурогат, ти де факто ја игнорираш политиката како нешто што е секојдневно, нели така? Така да, тоа е првото, и за него и за Али Ахмети. Веднаш оставка. А една негова соработничка која слушав на коментарите, разбирате, и неговите се надвор од умот, едноставно кажано. А една негова соработничка и тоа врвна, кога ја слушав, си викам, ова нешто нема, не знам што да кажам, да не би да погрешам. Видите, значи, да кажеш дека, сите го гледаат дека е црно, да кажеш дека е бело, извини, тие му се нешто подпредседатели. има некоја виша сила која тука делува. апропо тоа, господин Така да, значи во целина, после овај, така, велам моментално Дебакл. е 11:1, сваѓате. И не само тоа, ќе ви дадам и други податоци, значи, СДСМ во 2021 година на тие предходните локални избори имаше 237.000 гласови, сега има 126. Тоа е скоро половина, разбирате. Така да, тоа се све показатели, а да не заборувам овие 3. И на крај може ќе дојдат до 8, дај Боже и толку да не достигнат, а на минатите локални избори има 16 градоначалници. Да ги спомнеме и овие, и како се викаат, и советничките места. На минатите избори СДСМ имаше 396, сега има 230, значи 50%, 60%, помалку, разбирате. Тоа се индикатори кои не можеш ти да ги игнорираш, разбирате, и да кажеш дека не победивме. Тоа покажува дека лажеш, нема друго полесно се каже. Господин Ангеловски, вие сте исто така долго време во политиката и лидер сте на политичка партија која за мене представува еден фундамент на плурализмот и македонизмот. Ја љубам да го кажам тој збор, бидејќи тоа е суштината на тоа што сме. До сега, јас од лична природа, председател на СДСМ, од лична природа, Бранко Црвенковски, реков и минатата емисија, би го гонел додека сум жив за злоделата и кон државата и кон мене, но која видов дека не го стори тоа што го сторил аболицираниот градоначалник, да го смени името и конечно сега на предпоследната пресконференција или пред молкот, сенката на Зоран Заев, Венко Филипче, му вели си или не си СДСМ во тој смисол. Што значи да еден преседател или еден од оснивачите на СДСМ, некој, да речем така, минувач во политиката, да му даде такова контра? Искрено чинам дека даваме премногу време
од емисијава Тоа е првиот блок, иначе имаме на зашто. една ситуација која е навистина веќе непотребна да се коментира. Јас малку на шега се ќе речам, треба да им забележиме на професорите на медицинскиот факултет за Филипче. Зошто? Затоа што на медицински факултет очигледно има отворено одсек политичар. Значи, одсек градоначалник, одсек пратеник. Вие гледате дека мнозинството од градоначалничките кандидати и од пратеничките кандидати се доктори. Тоа ќе рече дека не добро се едуцирани таму, за да влезат во политиката. Што се однесува до Филипче, јас навистина не коментирам луѓе, не сакам да ги коментирам, но човекот очигледно дека политиката не му е јака страна и дека сосема случајно се најде на онаа позиција или беше принуден да го прифати местото председател на СДСМ. Да го заштити Заев од кривична одговорност. Тоа си знаат тие внатре во партијата, меѓутоа знаете јас кога дојде Заев и кога после оние блескави изјави кога говореше на српски, на англиски, после она сето што кажуваше, јас навистина помислив дека СДСМ повеќе во своето постоење нема да најдат полош кандидат за председател на партијата. А најдоа. Тие ме демантираат цело време. И упорно наоѓаат се полош и полош кандидат и затоа дојдоа на оваа ситуација во која се наоѓаат. Како викате, извини, како вика песимистот? Вика, не може да биде полошо, а оптимистот вели, може. Да, и затоа јас искрено би прекинал тука со коментар околу. Имаме многу, искрено Томич, имаме многу попаметни работи за кои треба да зборуваме. Македонија можеби не се наоѓа на крстопат, меѓутоа се наоѓа во својот прв чекор. Оти пред нас предстои најдолгиот пат. А нели, и најдолгиот пат започнува со првиот чекор. Ние треба да го направиме сега првиот чекор и да тргнеме во еден друг правец од правецот во кој се движевме до сега. Значи, имаме многу пред себе. Јас ќе проговорам и сакам да проговорам. Јас на 30 јули, како политичка партија, донесовме една стратегија за насочување на македонската нација во духовноста и многу мил гостин на промоцијата ми беше и господинот Никовски. Тоа е една теза со која сакаме да ја сочуваме собствената нација. Зошто? Во светот, во светски рамки, се врши агресивен напад врз децата, врз семејството, врз верата и врз нацијата. Значи, агресивни напади. Ние сме сведоци дека таа воук идеологија, нели, дозволуваше децата на 6-7 години да си го определат полот и да може да си го менуваат. Меѓутоа, во Лос Анџелес имало училишта каде што има сандачиња со песок за децата кои се чувствувале како мачиња да имаат каде да вршат нужда. Што сакате поагресивен напад врз нашите деца од таквиот? Да, тоа е стратегијата на длабоката држава. Се менува концептот на истополовите бракови. Со тоа се врши директен удар врз традиционалниот брак на еден маж и една жена. Ние сме сведоци дека кога имавме некаква шарена или каква и да е револуција, се излегуваше со транспаренти на која на црквата и се кажуваше да ми е срам да го употребам зборот. Значи се врши еден целосен агресивен удар врз црквата и конечно врз националниот идентитет. Зошто велам? Ние сме мала нација. Големите нации се малку поотпорни на овие удари и поблесно ќе ги издржат. Ние сме премногу мала нација и ако не се вратиме, ако не се насочиме во духовноста, од нас нема да остане ништо. Што значи духовноста? Значи враќање во верата, значи враќање во традицијата, значи враќање во воспитувањето, во воспитниот процес да влезе во училиштата. Ние сега имаме само образовен процес. Тоа мора да биде воспитно образовен процес. Ние мора да ги воспитуваме девојчињата дека треба да раѓаат, да сформираат брак со еден маж, машките деца дека треба да се грижат за семејството. Така натаму, така натаму. Јас имам една точка во која велиме дека лебот и млекото мора да оди од селото кон градот, а не од градот кон селото како денес. Па ние имаме примери кога во село луѓето седат пред кооперација и го чекаат комбето со леп и со млеко. Таа нација не може долго да издржи.
Ако луѓето кои треба да се занимаваат со земјоделие, со сточарство, тие седат и чекаат да им стаса лебот и млекото од градот. Има тука уште многу нешта. Ние ќе правиме, таму треба да се имаме простор, ние ќе Да. дискутираме, но еве акцентот да го ставиме на темата што јас вечер ве поканив со оглед дека сме во едно изборие каде што се дефинираат навистина патеките на Македонија во кој правец. Ја кој реков крстопат во однос на тоа што Добро, секој предизвика и крстопат на да, некој начин. со оглед дека еве видовме што се случува на политичката сцена. Јас се Прекрасни извинувам, соговори. но морам токму тоа, јас сакав патеката да ја прикажам, ако сметате дека е патека, ако некој вети 2 километри тротоар, а другиот вети 3. Да. Ако сметате дека е патека, ако некој вети дека 24 дупки ќе закрпи на асфалтот, а другиот 27, тоа не е патека по која треба да се движиме. Тоа се само обврски кои ги имаат градоначалниците и советите да си ги работат. Види. Јас зборувам за една друга патека, за Јас целосно разбирам, Не, насочување. види, само да се разбереме, јас апсолутно се согласам со тебе. Таа грижа е апсолутно реална и нормална. Таа декаденција на Западот е де факто предизвик за целиот свет која никој не води прудово, разбирате. Меѓутоа, конкретно во македонскиот случај се работи за нешто друго. Ние сме не во тој, да речам, светски комплекс загрозени, ние сме директно загрозени, бидејќи во прашање опстанокот на македонскиот народ. Луѓе, да не забораваме дека по распадот на Југославија, на масата на меѓународните фактори, повторно е така нареченото македонско прашање. Да, И од таа гледна точка сме ние загрозени. Инаку во однос на ова што ведиш ти, тие глобални, клучни, фундаментални, историски прашања се апсолутно клучни и не смеа да бидат во никој случај ставени во втор план. Меѓутоа да не забораваме, ова се сепак локални избори. И ова што велиш ти, не се работи за глобалната политика. Иако таа беше често присутна и злоупотребена според мене, во конкретниот случај се работи дали ќе има дупки на патиштата, дали ќе има канализација, септичка јама, ама дека нема канализација. точно така. Ние се уште имаме места кај што луѓе нема вода, кај што нема села, кај што нема, затоа ги се Во Заес, во местото на раѓање на Али Ахмет и канализација нема. Сакам да кажам, значи, да не зборуваме Не, имаме простор, ќе да не збориме зборуваме за тоа, еве, вие. да не зборуваме со ѓубрево во Скопје. Ова се се случува во Скопје не 19-ти, ова е 15-ти век. Но разбирате. оној што ќе се задоволи со закрпените дупки, со направените тротоари, со ова или со она што му е ветено, тој треба едно нешто да знае, дека сето тоа се прави од негови пари. Од и буџетот на општината Секако, се полни. од народните И пари. тој што ќе ракоплеска на исчистеното ѓубре, да речеме, или на Ама направеното... така е нас проблем, не Знаете, заборавај, проблем е дозволете, дека е нас... Ако може само да докажем, Да, се да. извинувам, тој што ќе ракоплеска на тоа, тоа е исто како да му ракоплеска на банкоматот кога ќе му ја даде неговата плата или неговата пензија. Ете, тоа треба да Има во сватат тој луѓето, јас тоа сакам да го Не, кажам. апсолутно, велам се Имаме простор, јас го поздравувам господинот се Ангеловски право што што кажам. имаме еве нашиот не сакам речам собствени, тој е сепак архиереј. Јас максимална поддршка му дадов што замина на сослужение заедно со рускиот патриарх, со тоа што даде еден позитивен ветер токму на црковното прашање на Македонија. Амбасадоре, ви благодарам за подпрашањето. Токму македонското прашање на масата, на секаде. Видовме фон дер Лајен дојде со една најбезобразна, тоа е новинарска и моја лична забелешка, бидејќи од првиот ден јас си замерив на фон дер Лајен. Бидејќи слушав вчера на Европскиот парламент, не се ја обвинуваат под истрага е за злоупотреба на милиарди евра. Добро, ја ослободим. Да, меѓутоа е обвинета обвинета за најголемиот коруптивен скандал во историјата на човештвото. Што тоа милиарди се опрашање. Преку 400 милиарди. Меѓутоа, мене ми пречи, не сакам да одбегаме од темата, имаме 90 минути простор, да дојде и повторно, како да сме некоја банана, во вистинска смисла држава, да му укаже на премиерот, на први човек на владата, дека ви кажав, нема друго. Меѓутоа доби еден вистински одговор. Дали е време или добар момент, затоа пак чекам таа раскрсница. На раскрсница во кој
Политичкиот амбиент беше конзистентен, ова е поширок коментар, простете, и со бугарскиот диктат, и со Преспанскиот договор, кај што немаше зелено светло токму од оваа актуелна политичка гарнитура која рече нема отстапки. Еве, за 20-та. Види, еве, јас ќе почнам сега. Значи, факт е дека кога нешто ќе прифатиш, кога ние се договориме дека утре ќе одиме во кино, ако јас се предомислив, ќе ти сеам, ќе ми извини, не одам. Значи, ако земеш обврска, или ќе исполниш, или ќе откажеш. Трето нема. Ние сме преземале претходната власт, која е нареков како што е нареков, презема обврски капитулантски, предавнички, разбирате. И тие обврски, како држава, ние ги наследивме, новата власт ги наследи, и затоа секогаш кој ќе дојдат и сите, и тој Вајц кој е европратеникот, кој е на некој начин наклонет кон Македонија, разбирате, не наклонет, кој е објективен. Чекајте, човекот е на некој начин објективен, разбирате, ама сите имаат своји интереси, сите имаат своји политики. Значи, и ова што спомнати последната посета на Фон дер Лајен, тие нема, ние сме прифатили уставни промени, во преговарачката рамка стои, тука е, може да ги прочитам ако сакате, дека ние сме ги предложили, не ни се наметнати од Бугарија, што е апсолутно погрешно, разбирате, искривена вистина. Значи, ние тие уставни промени сме ги прифатиле и се тие нормално, тие го реша својот проблем на блокадата и сега тие ќе ги повторуваат. Меѓутоа, Фон дер Лајен рече една друга реченица која ние треба, за која треба се фатиме, рече, топката е во вашиот двор. Аха, ако е во нашиот двор топката, ние ќе шутнеме, ние ќе одлучиме во кој правец. Дали ќе шутнеме на дева, десна страна, горе, долу и така натака. Према тоа, ние мораме да фатиме тоа, топката е во нашиот двор, тоа е факт. И ние ќе одиме со откажување на вториот протокол и ќе водиме своја политика, а не туѓа политика, разбирате. Бидејќи рековме, претходната власт беше донесена со државен удар, финансиран, организиран, подметат од странство, со конкретни задачи, така да сите тие предавства што ги направија, па вие го имате Заев кога вели, додека сум жив, додека го дишаме ваздух, јас нема друг човек во држава кој ќе го промени името. Кој смени името, разбирате. Затоа што он беше донесен за таа цел, он го изврши тоа што беше и после го пуштија под вода, по вода, разбирате. Затоа јас сум убеден дека тој не даде самостојно оставка после претходните кога ги изгуби катастрофално локални избори. Тој беше доби инструкцијата да се тргне затоа што беше искористен. Заврши задачата. Тоа заврши задачата и после тоа тоа нека биде еден пресек. Тој веќе не е веќе кредит. Тоа пресек бидејќи супер тешкаши. Овој мој новинарски комплимент за двајцата. Знам каде сте најсилни во дискусот, не бе. Се направиме тука еден мал рез. Јас се извинувам, но би сакал на оваа тема да кажам неколку збора, затоа што навистина има што да се каже. Прво, сакам да знаат оние кои не гледаат, дека Македонија во моментов се наоѓа под гарантна окупација. Во политичката теорија постојат два вида на окупации. Тоа е воената окупација, кога со оружје ќе ве окупираат. Втората е гарантна окупација, кога имате подпишано договор со една држава и кога таа до крај, до исполнување на договорот од последната запирка од договорот ве држи под гарантна окупација. Ние тој однос го имаме и со официјална Атина, за жал влегуваме со тој однос и со официјална Софија. Значи, не е Бугарија, официјална Софија. Тоа е првото. Второто. Јас завчера имав една колумна со еден, се извинив за насловот, но насловот беше "Стара финта, нова будала". Ние како деца го користевме тоа, се сеќавате, кога некого ќе успееме на истото да го измамиме 5 пати или 10 пати, велевме дека е со стара финта направена нова будала. Ете тоа се обидуваат да го направат со нас. И успеваат, за жал. За жал до некаде успеваат и јас подсетив во таа колумна на случувањата, да речеме, само на три моменти, еве да речеме. Првиот момент беше 2001-та, кога Хавиер Солана ни рече, доколку не го подпишете рамковниот договор, со децении и децении ќе стоите пред вратата на ЕУ. Ете, го подпишавме. И си стоиме. Вториот момент беше... Само се сеќавате, се извинам, кога дојде првиот ден, не сум тук да го смените устав. Значи,
Вториот момент беше 2003-та и 2004-та, кога Едвард Джозеф, еден измамник американски, дојде и ни рече: доколку не го донесете законот за територијална поделба, ќе седите со децении пред вратата на ЕУ. И ние го донесовме, се сеќаваме, нели? И на крај дојде Хан 2017-та, кога истото ни го, доколку не го промените името, ќе останете пред затоа. Ете го променивме името. И чините дека нешто се промени од тогаш до денес. Ништо. Се влоши. Само се влоши. Затоа доаѓањето на Урсула фон дер Лајен мора да се гледа во тој ракурс, да се гледа како уште еден измамник, белосветски измамник, кој дојде во оваа држава, сметајќи на нас за малоумни, дека уште еднаш ќе подлегнеме под старата финта. Ама знаете како? Арамијата мисли дека сите се арамии, корумпираниот мисли дека сите се корумпирани, а малумниот мисли дека сите се малумни. Ние треба да докажеме дека овој народ, навистина, и очигледно дека докажуваме, барем мнозинството од народот, докажува дека веќе не подлегнува под ваквите игри от таа самонаречена меѓународна заедница, која не е тоа. И јас во колумната напишав само уште ова, дека сакам и препорачувам да ја распуштиме таа така наречена историска комисија, час поскоро. Да ги прекинеме сите што и да се преговори, разговори со официјална Софија и да го замрзнеме нашето барање за влество ЕУ под овие услови. Зошто? Сите анализи говорат дека многу скоро, не повеќе од 2 или 3 години, Европската Унија или ќе се распадне, или ако сака да обстане, ќе се трансформира во сојуз на суверени држави, кај што сите европски држави ќе влезат со својот национален багаж. Дали тоа ќе се случи како со Заев, што му врзае на политичка шлаканица Ципрос во Атина? Уште малку да почекавте, мораше да ве признаеме. Имено, затоа го зборувам ова. Видите, тоа само колку со околу тоа, интересот Македонија да влезе во НАТО беше американски и западен. Тие ќе направеа све да не влезат, дури со сила, а не да ние дадеме концесии да се само обезличиме. Па и со сила и не внесува. Инаку ова околу лагите на представниците на меѓународната заедница, ја не се сложувам дека се тоа лаги. Тие бранат своји интереси, тие бранат своји политики, затоа се платени. Ние имаме случаи од Робертсон и сите и други Фуере и така натака, кои беа, да речам, джелати во однос на Македонија, дека беа на функција, ама беа свесни дека тоа го прават на еден свиреп начин, нецивилизиран начин, спротивно на меѓународните норми. И сите тие после тоа стана пријатели на Македонија на некој начин и што велат? Па вие ги прифативте сите тие работи. Ние не ви ставивме пиштол на степоочница. Вие прифативте. А дека ние ве присилувавме, па ние вршиме својата работа. Така да, они си ја вршат својата работа, а ние место да ја Меѓутоа, дали најдоа почва, најдоа добра почва? Добра почва, најдоа, да не кажам што, аматери, предавници и така натака. Значи, работата е клучот, грешката е наша. И ова што велиш ти, значи, излезот моментално не е во договорот со Бугарија, кој е ваков и таков, меѓутоа не е клучен. Ние единствени излез, ако ова држава мора да го свати тоа, и ова раководство после овие промени и ова блескава победа која постигна, мора да тргнат во акција. До сега имавме само риторика, акција немавме. А акцијата ние немаме друг избор, освен да го откажеме вториот протокол. Вториот протокол е тој катастрофа која не фрли во ѓубриштето, разбирате. Го откажеме ли вториот протокол? Паѓа во вода прво ултиматумот да го менуваме уставот кој во никаква цена не смеме да го промениме. Паѓа во вода преговарачката рамка. Наш клучен проблем моментално е преговарачката рамка. Со ова преговарачка рамка Македонија нема никогаш да влезе во унијата. Ќе морам да ве замолам, амбасадоре. Знаете зашто сум долгогодишен новинар и да го запазам само форматот уште некоја минута со локалните избори и одиме на таа тема во која сте вие најсилни. Околу дисциплината, коалицијската дисциплина и етничките интереси и опасност за државата.
Морам тоа да го спомнам, бидејќи господинот Ангеловски го следам и навистина е еден ретко добар и читан, не се само фрази, искрено, ви честитам се срце, за текстовите. Јас излегов токму со една анализа за Билал Касами, кој покажа, ја во старт кажав, дека нема ништо од овој човек, кога си дозволил во центарот на Македонија, кај што се брани Македонија, да развиваш знаме на голема Албанија, да одиш на поклонение кај Еди Рама, учителот, јас не те гледам као коалиционен партнер и вистински пријател на Македонија. Како го то дефинирате? Значи, Не пријател, лојален, тука се работи за лојалноста, не е во пријател на Македонија, тука живее, но може да биде лојален. Тука му е местото на Он не е раѓање. лојален, он не е лојален, едноставно. Тука биде, затоа е резот и одиме со глобалната политика. Вемо. Јас упорно повторувам дека треба да прекинеме и сите во своите обраќања да прекинат дека, ете, например, добар ден, македонци, албанци, турци, роми и така натаму. Не, добар ден, припадници на македонската нација. Тоа ќе рече, ние треба да станеме свесни дека ние, формирајќи држава, ние формиравме и нација. Така. Во таа нација влегуваат сите Сите кои граѓани. живеат. Така. Ама тоа е вестфалскиот принцип и тука нема бегање. Од 1648-та тој принцип важи. Сите држави во Европа се формирани врз тој принцип, врз принципот држава-нација. Се исколчува територијата на една држава и сите кои се затекнуваат внатре се припадници на таа нација. И тука нема дилеми. Ние само треба тоа да го примениме, а нашите сограѓани, македонци од албанско етничко потекло, да сватат дека се дел од македонската нација и да почнат да работат во интерес на македонската нација, што вклучува работење и за свој личен интерес, односно за интерес на нивната етничка заедница. Значи, кога така ќе се постават работите, тогаш дури ќе можеме да зборуваме за вистинска соработка, за вистинска коалиција, за вистински однос на партнерство меѓу едни и други. Се до тогаш гледаме дека сето тоа представува лага. Вие видовте витештвото кое ВМРО ДПМН го покажа, дали требаше или не е друго прашање, наведувајќи ги своите гласачи да гласаат за кандидатите од коалициониот партнер. Што е честно и искрено. Затоа реков витештвото. Витештво, да. Се покажува дека покажува, ама таа жртва треба да биде прифатена и треба да биде долгорочна, да биде почитувана од оној кон кого е поднесена. Точно. Поднесена е кон кандидатите на вреди. Точно. Значи, искрено некој мисли дека сите оние членови гласачи на ВМРО ДПМН со љубов излегува да гласаат. Со некои гласови стана градоначелник. Ама дали сметате дека со голема љубов излегува да гласаат за кандидатите на вреди? Не, меѓутоа рекоа дајте да пресечеме еднаш, да пресечиме еднаш, да бидеме реални, да воспоставиме реал политика конечно во оваа држава, да се оттргнеме од влажните соништа за големи стереотипи држави. и предрасуди. И сега само бараме и чекаме тој таков коалицијски партнер да ја испочитува жртвата која ја дадоа граѓаните гласајќи за нив. И соодветно да се однесува. Ете, толку, ништо повеќе немаме потреба. Дали Види, другата страна на вреди ќе го исклучи од ова? Повеќе ми само ќе го исклучи, меѓутоа во врска со што кажува сосема со право, видите, кај нас малку се прави разлика меѓу народ, што е етничка категорија, и нација. Народ се македонци, албанци, турци, грци, што сакаш. Нација се сите луѓе што живеат на територијата на една држава. И тука сите се тие македонци, зашто оваа држава е македонска, разбирате. Во Америка сите се американци. А има 220 Или нации. припадници на американската нација, еве, ајде да бидеме попрецизни, да речеме. Јас затоа се извинувам, но морам да ви одземам една минута. Повелете. Затоа, кога говорам за официјална Софија и нејзината политика, кога велат дека сме еден народ, да, јас се согласувам. Зошто?
на крајот на 19-тиот век, кога големите европски држави, за да ја одземат силата на Отоманската империја, ги формираат Бугарија, Грција и 6 држави на арапскиот полуостров, ги формираат според тој вестфалски принцип. Односно, ја исколчуваат територијата на Република Бугарија, сите кои се затекнале внатре стануваат припадници на бугарската нација и делот од македонскиот народ, кој живее до ден денес и живеел таму, тој станува дел на бугарската нација. А единствен жив јазик кој тогаш се говорил, бил јазикот кој го говорил македонскиот народ во така исколчената бугарска држава и го земаат како официјален јазик на државата. Значи, тие го земале нашите. Така, ете тие се нештата. Кои морав да ги кажам. Видите, кога ова прашање го спомна, мислам, кој е актуелно деновиве последниве години и ќе биде уште долго време, бидејќи проблемите со Бугарија нема да се решат ни лесно ни бргу. Знаете, тоа прашање дали Гоце Делчев, да не почнеме од него, или било кој тамо, велат преку 2 милиони од денешното бугарска нација, да го наречеме, се македонски по потекло. И знаеш, тука, века, он напишал дека бил бугарин. Татко ми мој, кој беше македонец, од Табани па до Тепе, во Белград студираше и се пишуваше Србин. И беше Чирило Николич, не може да биде Киро Никовски, разбирате. Тој никогаш не ја промени својата национална припадност. Меѓутоа, што требаше? Да каже, јас сум македонец, да го истерат од факултет, па требаше да блесам, заврши факултет и стана корисен за нашава држава. Ама да не одиме подалеку. Значи, само ше да завршам мислата. Значи, во Бугарија, било кој од македонците, од Гоце Делчев до не знам последниот, еднош ако кажал или напишал, јас сум македонец, еднош, разбирате, завршена приказна, тука нема, тој е македонец, затоа што живеел во други услови, било во Отоманската империја, било во бугарската држава која 150 години најмалку има главна и основна национална цел да докаже дека ние сме бугари, разбирате. Значи, ако еднош кажал дека е македонец, напише да е македонец, завршена приказна, нема дискусија. А иначе ќе има и бугарски пасош, и зема бугарска плата, и ќе пише дека е бугарин секој од нив. Велам, татко ми мој, кој беше македонец. Спомнавте, како се викаше? Киро Никовски. Не, или за вашиот дедо. Чирило Николич. Мојот дедо Ицо Попе беше, мојот дедо Ицо Попе имаше 17 години помина во затвор, во занданите во Турција, разбирате, за македонската кауза. Прво беа скуле, разбирате. А мојот дедо, кога јас бев 7,5 години, он почина 1949 година, јас имам 7,5 години кога почина, ќе не викнеше брат ми и мене, брат ми беше 2 години постар и ни велеше, јас веќе почнам додам на 6 години во македонско училиште и велеше, деца, не заборавајте, јас, татко ви ваш, татко ми мој, дедо ми мој, сите сме биле македонци и вие сте македонци. Јас и брат ми се ударавме со лактовите, свикаме, овој забега, разбирате. Пораката остана, а неговиот дедо, кој вели, јас го памтам, зборуваше македонски, беше македонец, неговиот дедо, разбирате, е роден некаде 1820 година. Не знам тачно кога, значи пред 200 години. И он бил македонец. Он ми кажува директно, пренос, разбирате. Така да, велам, било кој во Бугарија, од тие 2 милиона и нешто, што само еднош кажал дека македонец, завршена приказа, тој е македонец. А што мислите за председателот Румен Радев, што побара поддршка од унгарскиот председател, за да учествува и бидејќи сме многу блиски, што е факт, добра пријателска политика имаме со нашите унгарски политичари, што е факт. И како ја толкувате? Дали што му беше пораката на господинот Румен Радев? Прво морам да се осврнам на ова што господинот Никовски, да. Знаете што? Се е точно така, дека нашите предци низ вековите во страотни премрежиња успеале да се зачуваат како македонци. Да обстанат. Да се зачуваат, да обстанат како македонци, во што во многу помагала Македонската православна црква. Факт. Сега, мораме да бидеме самокритични. Во туѓи држави, под туѓи окупации успеале да обстанат. Ние денес, имајќи собствена држава, не обстанавме.
се предаваме. Ама ние денес не се викаме Македонија. Да. Ние денес не се викаме македонци. Ние сме северно македонци Што ние денеска? денес кого ние лажеме? Самите себе си или ги лажеме тие околу нас? Ние чии идеали вчера прославувавме, славевме, чествувавме? Идеалите на тие кои сакале да гинат за Македонија. Согласно. Внимавајте, во една ситуација на немоќ, во една ситуација на сиромаштво, во една ситуација на немање никакви услови тие обстанале. И никаква подршка. Затоа говорам за духовноста. Затоа што ние денес избегавме од духовноста, влеговме во хедонизмот. Хедонизмот значи ненаситност од материјални богатства. Затоа може да ни се случуваат предавства, што би рекол Никовски. Заради пари, заради материјални богатства се случија тие предавства. Беа купени тие луѓе со пари за да го направат тоа што го направија. Ние денес имаме луѓе кои со гордост кажуваат Северна Македонија. Зашто ние овде зборуваме? На крајот на краиштата, знаете, се возбудувам кога зборувам на оваа тема, затоа што сум свесен дека моите внуци еден ден ќе имаат право да ми дојдат на гроб и да плукнат. Затоа што сме генерацијата која успеа да си ја уништи сопствената татовина. И денес последен столб на кој се подпира нашето постоење е Македонската православна црква. Зошто? Затоа што тоа двојство кое го зборував од Вестфалските принципи држава и нација во западното христијанство, во источното христијанство се прелеа во тројство. За среќа или за несреќа. Имаме држава, нација и национални цркви. Имаме руска, бугарска, македонска. Се додека постои Македонската православна црква. Ние постоиме како правно-политички субјект кој има позадина. Затоа беше битката, да се избриши постоењето на Македонската, за да сите три елементи во тројството станат северно-македонски елементи и ние во тој момент ќе станеме, ако ја избришеме и МПЦ, ние во тој момент стануваме нов политичко-правен меѓународен субјект кој нема ништо заедничко со своето минато. И јас упорно говорам цело време. Целата поддршка и се што можеме и не можеме на Македонската православна црква за да обстане. Се додека има вистински бранители, господин Ангеловски, ќе се согласите со мене. И таму има еден дуализам, и таму има раскол. Како што постои длабока држава, постои и длабока црква, да се разбереме. Длабоката црква ја води грчкиот владика кој себе си се прогласува за вселенски патриарх. Само со едно дополнување. Ова што го зборува драгиот колега и пријател е апсолутно точно, меѓутоа, знаете, и без да успеат да не ја избришат црквата, ако на политички план не се одбраниме, а сега е главната задача на оваа нова власт, релативно нова, нели така, бидејќи после овие локални избори веќе има отворени патишта, веќе има отворен сигнал, отворена поддршка од народот и може да тргне во акција, разбирате. Затоа што веќе од Северна Македонија не може да доаѓаат македонци, да се разбереме. Ако ја прекрстите Франција, нема да има веќе французи. Ако прекрстите Британија, нема да има британци. Ама, амбасадоре, да ви кажам, не сум човек, јас ги љубам луѓето, јас не сум некој шовинист и така. Оти викаше татко ми Слободан, има само човек и не човекова нација. И господин Саркози, не отидов у контекст на се тоа. Видам кој неговото блаженство покојниот Михаил тој ме венчал. И велеше вака: Слободане, тој што ќе се обиди да уништи Македонија, сам ќе се уништи. Тој што ќе се обиди да ја запали, ќе изгори во собствениот пламен. Чул, Господ. Меѓутоа, што стана тоа? Саркози збореше дека имал дедо кој продавал на пазар. Верувајте ми, ова не некој сега, кој што зборев за Дара и двојна приказка, па Дикенс, амбасадорот ми потврди дека он ми рекол никош Македонија нема да биде. Бил колега на Заев, така? Да. Продавале на пазар. Едниот корнишони, другиот црвени пиперки, ајварки. Маслинки. И вели Македонија никош во Европска унија. И еве што го снајде. Го снајде 5 години затвор. Значи велам, тој што се обидел
да ја уништи Македонија, си има некоја Божја правда. Иншала, Пошто иншала. збориме за Затоа црквата, се духовноста. согласуваме во едно нешто. Само ние македонците можеме да ја уништиме Македонија. Секако. Што и го правиме. Што и го правиме, за жал. Никој друг, Само самите, ние можеме самите, да ја уништиме. самите. За жал. Да. Видите, тие болести на самозависност, разбирате, се страшни. А таква болест ние како народ имаме, се туѓо ни импонира. И знаете, јас го повторувам тоа, наша клучна грешка после распадот на Југославија беше и се уште останува, иако сега имат некои нови, да речам, тонови, дека никогаш неавме своја политика, никогаш неавме своја стратегија. Ама што се може, амбасадор? Следевме све што ќе ни кажат другите, а другите спроведува своји интереси. И затоа ние дојдовме нова За лични дерење. бенефити, еве, во СДСМ врти случаи пак ќе одам, али тоа е еден кариетид во државата кој ја дефинира Македонија заедно со ВМРО ДПМН и МАК, пред све ја што ја поздравам, и тоа е фундаментот на македонската политички амбиент, на политичко небо. Но на што се должи тоа? Еве, СДСМ, целата политичка партија што води сенката на Заев е соросоидна. Почна со Сорос, уште 93-та кога го смени, се сеќавате Бранко Црвенковски знамето, Сорос кога му дојде че што ви треба ова знаме? Ај ќе ви дадем еден кредит од 22 милиони. Не беше тоа. Немој така да видиш. Тој кредит што ни го даде Сорос тогаш беше еден позитивен негов гест, бидејќи не заборавајте Македонија 20 милиони даде на 6 месеци. Македонија може да купи нафта, луѓе, за станеше целата индустрија. Тој потез на Сорос од кој причини го даде да не навлегуваме беше корисен и позитивен. Дали е тој почеток за крајот за ова што ни се случи со Заев? Велам, таа политика која спроведувавме ние од распадот на Југославија до денеска, цело време беше под влијание, под диктат на странците, каде ще се чува, спроведува, реализираат нивни интереси, не нашите. И крајно е време да ние почнеме. А првиот чекор е реков, ако Македонија не го откаже вториот протокол, ја ви стврдам, ќе одиме прудолу и ќе завршиме сите ние на ѓубришната историја. Сега овде морам јас да кажам Ајде, дека точно е, се согласувам целосно дека Македонија 35 години нема своја автентична политика и работи под надворешен диктат. За СДСМ кажавме се и нема потреба. За жал, ВМРО ДПМН исто има еден голем хендикеп. Може ќе ми се налутат, но јас морам да го кажам, како што рекол Сократ, мил ми е Платон, ама вистината ми е помила. Да, тоа е убаво. Хендикепот на ВМРО ДПМН е нивното членство во Европската народна партија. И вие, како член на Европската народна партија, никогаш не можете повеќе да имате своја, целосно своја, автентична политика. Во еден дел мора да ја усогласите со политиката на Европската народна партија. И јас тврдам дека моите пријатели од ВМРО ДПМН размислуваат исто како мене. Размислуваат за доброто на Македонија. Ама кога ќе седнат во Европската народна партија, таму им бараат, барем во еден дел или во 1%, политиката да ја усогласат со политиката на Европската народна партија. Европската народна партија, како и Европската левица, се формирани од непријателите на Македонија. Од државите кои ја делеа Македонија. И така се однесуваат и ден денеска. И ден денеска се однесуваат така. И тоа е трагедијата. И не можеме и тоа е грешка на да ВМРО што тука не крева, не тропа на маса, не крева не врева. може да тропне. Не може и не мора. Или треба да излезе од Нека Европската излезе, народна треба. партија Нека излезе. и да влезе онаму каде што јас сега се обидувам со МАК, да влеземе во друштвото на суверенистите, од кај што ќе можеме да се бориме против тие и такви. Точно така. Види, или спроведува своја политика, или ако немаш услови, преземаш акција. Или се Дали дистанцираш. можеме ние, како Македонија, во ваква галиматија што ни е наметнато тие, пак через соросоиди, амбасадоре, ја моје новинарско согледување, значи таа длабока држава ја уништи Македонија. Еве, ајде да го земеме сега актуелниот политички амбиент со Доналд Трамп. Да го земеме Виктор Орбан. Значи, еден нов правец има во светската политика, нов геополитички систем има. И ние не можеме да речеме дека ВМРО ДПМН, сега не сум апологет, јас сум поддржувач, не го кријам тоа е моје лично Јас дискусија. кажам, 10 години гласам за нив, јас И кажам. секоја така чест, се но повеќе, меѓутоа, да. дали Иако не сум има десница. моќ, у смисло на зборот,
да направи, господине Ангеловски, таков рез, ако не, да рече, ќе се откажеме од вас, а ние не сме од таа моќна. Вика Тука не си право, следи извини. ги. Не си во право. Видите, Ајде. јас го споменувам случајот на Виетнам. Во Виетнам имаше 650.000 американски војници до нос наоружани. Изгубија. Им помагаше и Кина и Русија. Се бореа виетнамците. Јас бев во Виетнам пред да падне Сајгон. Тогаш службува во Кина, разбирате. И им се симнувам и денеска капа. Значи, ако си спремен, ако си одлучен, ако си посветен, нема цел која не може да се постигне. Нема безизлезни ситуации, има само луѓе кои така се чувствуваат. И Македонија, со сите овие неповолности кои не обкружуваат, со сите тие историски синдроми кои ги имаат комшиите, со целата подршка која добиваат и од Вашингтон и од Брисел, во сите тие крајно неповолни услови може се победи, може се успее. Али, ако си спремен, ако си нели така предодреден, ако знаеш да тропнеш на маса и ги брани своите интереси. А ако го виткаш вратот по цело време, ако си опортунист, ќе завршиш на ѓубришето на историјата. Не, јас зборам дали е време, еве, сега да речеме, прво има еден реста, тоа ми е трети блок од прашање што сакам да ви Добро, ние ги поврзавме, Да. веќе Да, така што ние не ги оставивме измешавме. Да, сакам да спомнаме тој ресет да направиме околу правниот систем и се ресето она, да не ги гледаме предавниците. Оти веле предавството е најголемо кривично дело кое не застарува. Вака се, да знаеме нешто. И за одиме на другата тема кај што е најсуштествено го гледаме. Нешто да врховизам. Не е само Белград и Софија. Врховизам е и Москва, и Вашингтон, и Брисел. Поготово тие последните два. Значи, да се разбереме, врховизам е повладување на секој центар на моќ. Тоа е врховизам. Ако работите за туѓи интереси. Биле на времето Белград и Софија и наши венели се определувале за Белград. Денес се определуваат за Вашингтон, за Брисел. Тоа е врховизам. Тоа е првото. Второто, ајде да ве подсетам на Монако. Велиме дека сме мали и немоćни. Па Монако пред 2 години го повлече барањето за влез во Европската Како унија Исланд. и Исланд, но Монако е, да речем, ете, Мала, колко е на насел, и рече Исланд е вака, друга приказна. она што го подпишал принцот Алберт не е испочитувано, ние го повлекуваме нашето барање за влез во Европската унија. Значи, не мора да бидеш кој знае колку голем за да го И сториш силен тоа, и јак. и силен и јак. И трето, ние треба да сватиме дека за жал, јас со големо жалење го говорам ова, дека Европската унија е демографски и економски мртовец. Согласувам со вас. Јас Значи, не согласувам. Значи, И ќе реплицирам. имаме податоци кои говорат вака. Споредба на мажи над 40 години и деца од 0 до 4 години во европските држави и надвор. Најдобар соодносот е во најлош е во Германија, каде што на 50 новородени деца има 100 возрастни мажи над 40 години. Да речеме во земјите кои не се дел од Европската унија, на 100 возрастни има до 440 деца од 0 до 4 години. Ова се податоци на Евростат, не се мои податоци. Значи тоа говори за тој демографски, за таа демографска катастрофа, да речеме. И кај нас е слично. И кај нас е слично. За жал и кај нас е слично, меѓутоа зборуваме и за економски една ситуација на економско одумирање. Затоа што сами се откажаа од ефтините енергенси, од ефтините руски енергенси. Тоа се будалштини. Самите ги прават, не им ги правам Не, јас. не. Така, Тоа се будалштини се откажаа невидени. од кинескиот пазар и од соработката со Кина. Тука уште се колебаат. Се Од друга страна, африканските држави се разбудија, па им ги одзедоа оние нешта кои сметаа дека се лично нивни. Ние имаме пример, државата Мали има 368 рудници за злато. Мали нема ниту 1 грам златни резерви. Франција е држава втора во светот по големина на златни резерви. Нема ниту Плачка. еден рудник за злато, меѓутоа има ексклузивни договори со Мали и со останатите Плачка. за да ги, значи говориме за, знаете ли, го спомена Никовски Виетнам.
2023-та, најбрзо растечка економија во светот беше Виетнам. Значи, Чудо прави. за што говориме ние? Јас лично не ме интересира дали е тој виетнамец, кинез, русин, иранец, евреин, што и да е, бразилец или он Мали. Ако се во прашање интересите на мојот народ и на мојата држава. Јас не можам слепо да се фатам за палтото на оној кој оди во амбис, за да ме повлече и мене таму. Значи, ќе барам решение. И сега... Перспектива, излез. Ама, и затоа сега, ова сите онма, доколку вака проговорите, овој е под руско влијание, овој е човек на Путин и така натаму. Значи, тоа се тие смешни нешта и затоа ние мораме да бараме решение. Не е решението во слепа послушност Како алтернатива, така? како Види, алтернатива. само на реплика околу Европската Унија. Видите, Европската Унија е цивилизацијско достигнување. Сега во една таква криза, во еден таков хаос, во една таква, да речем, ситуација безидејна, тие не може да сватат едно клучно правило и Кисинџер покоен доскоро им праќаше порака на таа линија. Европа не може да биде нити обединета, нити безбедна, нити просперитетна без Русија. Без Русија. Нема Не дилема. може. Видите, 44% од европската територија е Русија. 44%, скоро половина. Да не забораваме оние 15 милиони што Само дива. заедничка безбедност на Што- инфраструктура готово. може да не може поинаку. Не може поинаку. Само да да. завршам мислата. Значи, видите, значи Европската Унија ќе опстане, ќе излезе од овие глупости кои ги прави, од овие безмислици кои ги спроведе, да се милитаризира, зашто да војува со Руската Федерација? Па луѓе тоа е изгубена војна од напред. Не може Овие се Затоа, 30 и минути. само Ајде, уште еден тако, ајде. и само илустрација дека тие ќе направат реформи, али тие реформи ќе траат долго. Али да бидеме уште во една работа јасни. Проширување нема да има уште, може би никогаш повеќе како до сега. Дали ќе ја примат Црна Гора евентуално како доказ дека еве тоа не е мртво со 600.000. Албанија мислам дека нема теоретски шанси, али пак и тоа може да се направи ради американското влијание и заткружување и затварање на Јадранското море, меѓутоа мислам дека тоа тешко остварливо. Значи ние мораме да се концентрираме дека веќе втора лига е формирана и Европската Унија ќе опстои. Може ќе изгледат уште Брекзит, ќе има уште 5 или 10, не е важно, ќе има нови членски ден после колку години и тоа ќе биде една нова содржина. Меѓутоа, реформите, тие кои ги најавуваат, не може да ги извршат никогаш. Никогаш нема се промени правото на одлучување, бидејќи веќе се повише и повише земји Каде се се работи одлучуваат. за против ветот? Се ама нема А друго, дали шанса, нема теоретска шанса. Украина, Само морам Украина никогаш нема да реплицирам. влезе во Значи вака, Европската Унија беше замислена како најголем мировен проект после Втората светска војна. но не и Шуман тоа го Денес, напред. Тоа е веќе познак прашање. за жал, Европската Унија е военото крило на либералните марксисти, која нели се обидува да влезе во... Тоа е првото. Второ, сакам да бидеме многу јасни. Европската Унија, со својата бирократска содржина, е најголемиот непријател на европските држави. Зошто? Се уште не е, али ќе станува. Да, не, цело време е најголемиот непријател на европските држави. Зошто? Само држави со уништен суверенитет ќе станат целосно компатибилни во Европската Унија. Се додека не им го уништат суверенитетот на државите, ќе се појавуваат еве вакви можности за Брекзити, екзити и така натаму и така натаму. Значи, бирократското тело на Европската Унија е најголем непријател на европските држави. Се обидува да ги уништи, за да стане над држава, над национална Знаете држава. зашто се насмеав? Да. Мајнц ли беше, денеска го слушам, тоа е 30 минути, имаме 25-6 минути и почитувани, јас се извинувам, ќе најдам на разбирање. Темата е како што гледате, локалните избори, фативме, че имам уште едно прашање, да бидам професионален кој секогаш, но немам подобри соговорници токму за прашањето Русија и Украина. Мајнц денеска се уплаши кога Доналд Трамп му ги стави новите санкции, вика, па нека чека 6 месеци. Вклучуваш и не, како се викаше српската
нафтена индустрија, НИС. Низ. И сега вели, ама тука има и германски капитал. И Мајнц се вика, па може ли нас да не извади? Ајде малце околу тоа Русија, Украина версус Вашингтон. Како го гледате овој нов настан што се случи меѓу Трамп и Путин, и тоа требаше да се случи таа на мировна конференција во Букурешт, во Будимпешта, пардон, и се одложи. Путин вели дека му се подготви според британски разузнавачки служби атентат да му се случи, некој се заканува да го апсат. Ве молам, вие сте експерти, вие бевте амбасадор. Исправете ме, бевте во Русија? Не. Да, бевте во Русија. Ангелски, и вие сте фаворит визовие оваа тема. Повелете двајцата, абсолвирете. Јас, значи, кога се случи средбата во Енкоридж на Аљаска, бев голем оптимист и се уште сум заради едно нешто. Ние 3 години наназад го слушавме само зборот војна. За прв пат го слушавме зборот мир, ама го слушавме од луѓе кои можат да одлучуваат за војна и за мир, од Путин и од Трамп. Тоа е првото. Второто, мислам дека во тој момент, додека двајцата председатели на двете држави се возеа во автомобилот на Трамп, е донесен договорот за натамошното функционирање на светот. И се ова што се случува после таа средба во Енкоридж, се е тоа тактика со која се обидува да се дојде до конечниот резултат. Зошто? Затоа што ја имаме огромната битка на демократите, на тие либерални западни марксисти против Трамп во Соединетите Американски држави. Вие гледате дека секојдневно имаме протести таму, дека Трамп ја вади дури и националната гарда на улиците на некои од градови. Се милиони излего на улица? Да го собере ѓубре да го кајдат. Да го собере ѓубрето, значи станува збор за последен обид на таа либерална радикална левица да се спротивстави на промената на светскиот поредок. Научена да владее со светот, со униполарниот свет, владееше таа радикална левица од 70-тите години па наваму, се инсталираше и владееше со светот. Научена да владее со светот, не може да се помири со мултиполарноста. Мултиполарноста е неминовност. И јас кога зборувам дека и Европската Унија ќе мора да се трансформира во сојуз на суверени држави, го подпирам токму врз воспоставувањето на мултиполарноста. Вие не можете денес веќе со Кина да разговарате на поинаков начин, освен на рамноправен начин. Не можете со Руската Федерација, па дури ниту со една Индија. Вие гледате дека и црниот континент се буди, односно тој глобален југ, како што го велат, дека полека расте и почнува да ги штити своите интереси. Тоа ќе рече дека многу скоро ќе дојде до средба меѓу Трамп и Путин. Се подготвува. Значи не може. Господин Николски е многу поопитен од мене во тие дипломатски амбасадор. Не може тоа туку така, ајде ќе седнат и ќе разговараат. Тие двајца следната средба ќе ја имаат откако, ќе имаат што да потпишат. Првата нивна средба беше во автомобилот, со кој патуваат до местото во Енкоридж. Втората ќе биде средба на која ќе потпишат. Третата средба ќе биде средба заедно со кинескиот председател Си Џинпинг. И тука ќе се исцртаат контурите на новиот светски поредок. Јас постојано зборувам за примерот на европскиот концерт после Наполеоновите војни. После 1812-тата, се создава европски концерт во кој на една маса во Виена седнуваат 6 најголеми европски држави со различна идеолошка провиниенција, меѓутоа се договараат секој да си работи според својата идеологија и да не се меша во одделот на другиот. 100 години имавме мир заради постоењето, се до 1914-тата. 100 годишен мир обезбеди тој европски концерт. И се го потенцирам ова да не помисли некој дека е концепт, да се нарекува европски концерт. И јас се упорно зборувам, на светот му треба светски концерт, во кој ќе седнат тие 3, 4 или 5 или 6, не знам колку, најголеми светски држави, ќе се договорат секој да си работи според својата идеолошка матрица, да не се мешаат еден на друг во доменот на работа и да обезбедат мир за човештвото. И се извинувам само уште, она што Трамп
веќе се обидува да го направи за жал со Јужна Америка, со Венецуела, со Колумбија и сите останати, зборува дека тој се враќа на таа Монроова доктрина, кога за Соединетите Американски држави е важна само западната хемисфера, односно дека ќе се посвети на западната хемисфера. Ние во пред некаде 2,5 месеци во Newsweek имаше артикл, како се вика, анализа. Да, кај што јасно беше кажано што ќе исследува на Русија во распределбата, што ќе исследува на Кина, што ќе исследува на Соединетите Американски држави. Натаму да работите, и јас искрено верувам дека ќе дојде до тоа нешто, завршувањето на војната во Украина не може да биде сепаратна ситуација. Ќе биде символот на таа е дел од глобалното решавање на нештата. И таа ќе биде токму како еден вид символ на завршување на униполарниот и започнување на мултиполарниот. Видите, прво мора да се знае дека војната во Украина не е руско-украинска, туку е американско-руска. Тоа претходната длабока држава, односно американско-демократска руска. Не на цела Америка, туку на демократите. На длабоката држава, на соросоидите, на Бајден и останатите, Клинтон, Обама и така натака, разбирате. Така да, тоа големата заслуга на Трамп, кој е по многу што конзервативен, и мислам очигледно дека прави грешки, човекот нема политичко искуство, иако беше 4 години председател, тоа беше тотално држен по страна. Човекот е бизнисмен и работите ги гледа на еден бизнис начин, значи ние се договориме, а тоа значи сделката може се постигне за еден сат, разбирате, ова е политика. Војната во Украина не може да заврши брзо. Таа ќе трае. Интересот на Америка да тука дојде до решение, апсолутно, поготово лично на Трамп, е длабок. И тој нема се повлече. Мислам дека сега греши со овие нови санкции и така натака, иако тоа е игра и на меѓународен план да ги задоволи европејците. Дури кинезите, индиците се уклучени. Украинците, ама види, слушај, санкциите се санкции, слушај, се работи во Украина. Да се спаси милиарди се во пари се големи пари во праше. Мислам дека греши. Тој самиот призна дека очекувал дека тоа ќе биде многу полесна работа. Таа војна кај што запогинава и кад последните проценти се дека 1.200.000 луѓе загина, разбирате. Од двете страни. Кап на двете страни. Дури и до 2 милиони оди. Велам, сега денојве читав некоја западна проценка. Се тоа проценки. Никој не знае ни колку ништо, али велам 1.200.000. Таа 200.000 е капитал и за двете страни, кои не може туку така да се продаде, разбирате. Така да тоа ќе трае. Интересот на Трамп е апсолутно, дали заради Нобеловата награда и нешто друго. Меѓутоа, неговата револуција, ако сакате на тој план, дека без Русија нема европски мир, без Русија нема светски мир. Така да имаш една триполарност, Русија, Америка, Русија, Кина, разбирате. Така да и Кисинџер викаше, велам, го цитирам често, затоа што беше од најголемите дипломати на 20 век. Рече, ако со оваква американска политика, војната меѓу Кина и Америка е неизбежна. Овој свати, бизнисмен, има ли војна, све се руши. И неговата империја, и на сите богаташи. И царинските тарифи ќе ги дигне, па ќе ги сигне. Велам, тука се веќе те контраверзии, мислам дека се грешки во голема мерка, тоа се прави на еден поинако, посуптилен начин, со преговори, договори, размислувања, и не денеска едно, утре друго. Али тоа веќе друго прашање. Тоа е прашање на стил, разбирате. Али ево, да нека стилот биде погрешен, нека бидат целите и задачите и визијата, ако биде позитивна, тоа е во ред. Значи, тука се бара решение за светот, затоа што Кина, начинот на кој, велам, јас сум работел во Кина во 70-те години, 4 години помине во Пекинг, 1972 до 76 година. Под големите држави у светот. 77 бев година повторно кога беше Британија типа таму. бевте исто? И Англија бевте, Британија бевте. Да, јас бев прв амбасадор во Лондон. Разбирате, али тоа бев како секретар во поранешна Југославија. Кина беше во 19 век, сега е во 22 век. Најголемото светско чудо на сите времиња, на сите епохи е современа Кина.
И велам, таа современа Кина моментално е апсолутно добронамерна, апсолутно позитивна, апсолутно спремна на соработка, си гледа своите интереси. Економијата е во први план, не е некаква доминација, влијание и така натака. Дали тоа и колку ќе трае, ќе видиме. Библијата некои други работи зборува и пишува. Ќе видим инаку. Да, само да завршам мислата. Значи, обидите да се најде решение, затоа што сите од Бжежински кој беше креатор на антируската шаховската табла, беше креатор на антируските политики, има напишано, вели, Украина е клучот за Русија. И на самитот на НАТО од 2008 година, кога нас не изигра и така натака, се тоа е друго прашање, тогаш Меркел и овој французинов што сега го судат, Саркози рекла... Него судат го затворија. Го затворија, го судија. Разбирате, двајцата изјавија. Русија, Украина во НАТО значи објавување на војна на Русија. А тоа го направија. И затоа, тука ќе се бара решение, ќе биде долгорочно, Америка е посветена на тоа и Трамп лично, меѓутоа тоа ќе трае, бидејќи Русија има тамо многу јасно, прецизно формулирани своји интереси и без да ги исполни. А тие, за жал, на војнен план, не знам, слабо се одбиваат, ќе треба уште време. Инаку, кога зборувате за санкции, ова не се санкции. Ова се трговски мерки на освета. Санкции може да воведат само Обединетите нации. Да. Ама се тоа илегално. Ова се и Европа мерки прави кои си ги воведуваат самите... Ама види, тоа се нерегуларности. Да. Второ, велиме и сите гледаме дека Трамп знае да биде недоследен на својата политика, дека денес зборува едно, утре зборува друго. Тоа се должи на она со што го брифираат они околу него во моментот. Трамп мора да се ослободи од тројца луѓе, доколку сака да биде успешен, според мене. Кои се? Прво треба да се ослободи во својата внатрешна политика од Марко Рубио. Човекот, државниот секретар, кој е представник на јастребите во американската политика. Второ, треба да се ослободи од Нетањаху, човекот кој упорно се обидува да го вовлече во војна со Иран. Значи, тоа е вториот човек. Третиот е Зеленски. Зеленски е последната оска околу која либералната воена машинерија во Европската Унија се обединува. Функционира и се обединува. Се додека тој со својот режим во Украина постои, се дотогаш нема решение. Нема решение, а Европската Унија и челниците како Стармер, иако не е дел од Европската Унија, тој е со нив, како Стармер, Макрон и Мерц, се повеќе ќе ја милитаризираат Европа, се повеќе ќе ја ескалираат војната во Украина. Тоа е катастрофа, тоа е европска катастрофа. Може трета светска војна? Не може трета светска војна, тоа да сте сигурни. Нема шанса. Не може да дојде до нуклеарна војна, меѓутоа може да дојде до војна со ограничен домет, конвенционална војна во Европа. Што веќе имаме, но може и да се прошири. Не, јас не верувам дека се прошири, али ја имаме. И јас секогаш велам, една реченица на Путин мора да ја имаме постојано на ум сите, посебно оние кои се занимаваат со големата политика во светот. Тој рече вака: што ќе ми е светот ако ја нема Русија? Тоа да сите важи. Тоа да сите важи. Нема, знаете што? Ако дојде во опасност да не постои Русија, во тој момент нема да постои светот, завршена е приказната. Затоа тоа треба да се почитува како збор, затоа што тој човек никогаш ништо не кажал на памет. Се што кажал е онака како што е. И затоа треба да бидеме многу мудри кога разговараме за се. И видиш, кога го зборуваш ова, факт е дека после распадот на Советскиот Сојуз, во ниту еден момент Руската Федерација не беше агресивна. Во ниту еден момент не беше империалистичка. Тоа се случи во Грузија, тоа се случува во Украина. Русија беше провоцирана на еден безобразен начин и мораше да одговори. Да се разбереме, сега има податоци дека Горбачов му предложил на Џорџ Буш ли беше, Стариот, на Клинтон, не сум сигурен, му предложил да влезат во НАТО.
И овој му рекол, ау, не на Клинтон, овој му рекол, првата реакција му била, ау, тоа вика многу интересно, само се консултирам, треба рекол, не доаѓа предвид. Не доаѓа предвид, зашто? Затоа што значи дека американската тотална доминација на која играат ќе паднеше во вода. Значи исто кога ги поставуваа ракетите во Источна Европа, као нели за одбрана од тероризмот, Русија им рече, ајде да ги ставиме на нашите граници и заедно ќе се браниме. И јас ќе бидам таа која ќе ве брани. Факт. Па и ракетниот штит ради Естонија, Литванија и Летонија, Бугарија и Румунија влегоа директно во Европската унија. Ајде го заокружиме, баш 10 минути има една интересна ситуација со Бугарија и Руманија. Зошто нам ни се дадени 6 милиарди од Британија за коридорот 8, коридорот 10 и поврзување со коридорот 11. Што значи тоа? Коридорот 8 треба да биде изграден според НАТО стандарди. Веќе во Источна Европа сите автопатишта се прошируваат според НАТО стандарди, односно да може по нив да се обраќаат, да се движат НАТО возилата. Бидејќи според договорот од Монтре, единствен кој може да даде дозвола за влегување на воени бродови во Црното море е Истанбул, односно Турција, а се гради најголемата база на НАТО во Констанца во Романија. Сега им треба најблискиот пат, за да може оружјето на НАТО да пристигне во Драч, преку новите автопати да стаса до Бургас и од тука да биде испорачано во Констанца во најголемата база. Опасна е таа ситуација. Влегуваме во една... За нас неприфатливо. Влегуваме во една ситуација која, не дај Боже, може да биде еден ден многу неповолна заради движењето на тие нешта. Па тоа е крстопатот 8 и 10, што го велиме Македонија. Види, го спомна де факто коридорот 8, поточно, по-конкретно пругата Македонија-Бугарија. Луѓе, таа пруга никогаш, во никакви услови не може да биде рентабилна. Тоа е интерес на НАТО, тоа не е спорно, НАТО не го крие. Ако е нивна, нека ја града тие. А ние треба 600 милиони евра да вложиме со нешто што утре, секоја година ќе биде дупка без дно во кој ќе мора да фрламе пари. Али нашите политичари тоа треба да го сватат. Решение изградба на автопатот за Софија ќе стигнува за 2 сата или помалку од 2 сата, а со пругата, велам, ние влегуваме во апсолутна катастрофа. А има Европска банка за развој, таа дава грантови. Состанок со Христијан Мицковски, со премиерот, на 1 мај, на неколку дена пред да го објави 6 милиарди евра од Британија, и ми кажа, вели, страшно вака и вака, ќе објави, што мислиш? Јас викам само едно ќе да кажам. За мене, за британците важи она што важи и за данајците. Не верувај ни подароци кога ти носат. Тоа беше мојот коментар и така заврши. И чинам дека не сум далеко од вистината, дека британската надворешна политика и посебно тајните служби работат непрекинато. Ние треба да знаеме дека трите големи замрзнати конфликти ги има воспоставено Британија кога се повлекуваше. Првиот е Индија и Пакистан, кој нели ескалираше пред неколку месеци, па брзо зад. Вториот е Ерусалим, која Британија го напуштала и рече дека кој ќе го завземе негов од вечерта. И третиот е Кипар, поделениот Кипар, кој е во нашиот двор и да треба многу внимателно да се и Турција и Грција се вооружуваат. Да, види, јас 4 години поминав во Лондон и имам некакви лични импресии од нивната, да речам, современа политика. Не е спорно дека тие се грчки пријатели, историски, нели така. И тоа е факт. И двете монархии се поврзани и така натака, али видите, во целина, јас ви тврдам дека додека јас тамо работев, имавме извонредна поддршка. Нивниот интерес веќе не е само на Грција, се шири на регионот и сега поготово од како излегоа од Европската унија после Брекзит, нив им требаат нови партнери. А овој Балкан, поготово овие 6 држави, начело со Македонија, да кажеме, разбирате, се нивни природни сојузници, бидејќи Европа никој ќе да ги прими. Дали тоа Америка во еден случај влага преку Британија во Македонија? Знаете како, јас сум уплашен од
можни Може да немири... биде обратно сега, не да, така. од можни немири и војни на Балканот. Зошто? Не, нема такво Сите се опасно. на оружувањето Јас со сакам да го од изнесам Турција моето према мислење, Косово. може би не. Значи вака, во моментов Европската Унија е целосно дефакторизирана. Европската Унија не е фактор жал. во ниту едно случување во светот. Апсолутно. Значи е целосно дефакторизирана. А Европската Унија очигледно сака повторно да биде фактор. Затоа ја вооружува Украина Зато- и и ја затоа се ескалира подпалува, војната. подпалува. И затоа се милитаризира. Меѓутоа, таму не може се уште да биде фактор, затоа што тоа е војна меѓу Америка и Русија. Нема што да се меша Европската Унија. Каде би можела да стане фактор? На Балканот. Само онде кај што е близу до нејзе и може да има целосно влијание. И доколку предизвика војна на Балканот, Европската Унија ќе стане повторно фактор и ќе може да одлучува за нечија судбина и нечија иднина. Тоа е опасна ситуација. Нема да има судири на Балканот, Би сакал. нема да има промена на границите, тоа е една добра гаранција за нас, затоа се обидуваат НАТО да не бугаризираат, меѓутоа тоа е резултат на американските интереси. Американските интереси бидат, нели се биде сега помали, пониски, по различни отколку порано за Балканот, апсолутно тие влегнаа после распадот на Југославија и ќе останат вечно тука и тоа им е некаква, да речам, оружје некое против Европа, со кој Не може да останат вечно после останат вечно. воспоставањето на мултиполарниот поредок. Ќе останат вечно не може. затоа што велам Европа се покажа неспособна тука од сите од секој поглед и Европа го изгуби влијанието на Балканот и поготово бидејќи нема да оди на проширување, јас сум во тоа убеден и нема шанса да се врати тука на голема врата, а војни нема да има и промени на граници, затоа што има ли тако нешто е Русија на Балканот? А ако нешто Америка не сака, ако нешто е апсолутно, да речам, против тоа, е Русија да не се Ама врати на Балканот. доаѓа време кога не одлучува само Америка кој кај ќе биде. Јас тоа упорно се обидувам да го кажам. Во Балканот одлучува. Значи во договорот меѓу трите светски сили, Кина, Русија и Соединетите Американски држави, ќе биде донесена одлука кој каде ќе се наоѓа. Помина времето на униполарното владење на Соединетите Американски Тој држави. договор нема да биде Значи, случен и последните 20 години. Ќе Господа, биде многу нема. скоро. Господа, Нема. значи, со голема почитување ја замолив за разбирање, али ве почастив со една најексклузивна емисија, ваков дискус немате у медиуми. Ово го кажам како новинар со 45 годишно новинарско искуство. Вакви дебати нам ни требаат, не од локален тип. Бидејќи темата беше за локални избори, фативме и глобална политика, ова е вашата камера, амбасадоре, ова е вашата. Повелете една минута до граѓаните, посебно за тие што абстинираат. Значи што, си ја држат судбината во собствени раце, да не се лажеме, секој од вас денес има право да излезе да си ја решава судбината. Доколку оставите некој друг да ви ја решава, ќе ви ја реши на поинаков начин отколку самите го замислувате. Од тука, знаете што, го имаме вториот круг пред себе, треба да донесеме одлука, меѓутоа јас овде еве ќе ги упатам, мојот повик ќе го упатам до коалициските партнери на ВМРО ДПМН, до партиите од коалицијата Вреди, да го испочитуваат она што ВМРО ДПМН го стори, да го испочитуваат она што македонските гласачи го сторија и да докажат дека заедничката иднина е пред националните и етничките интереси. Благодарам, амбасадор. Се, како продолжение на ова што кажа, мислам, Страшо, доста беа подолбена национална основа. Ние сме сите тука во една иста држава, ја делиме судбината заедничка, зависи од нас пред се и затоа да излеземе што помасово на вториот круг, да победат овие сили кои нудат нешто, реков јас сум левичар, али нашата левица за жал не заслужува никаква подршка и добро е што доживеа дебакал на првиот круг, да го потврдиме тоа и да им дадеме отворени раце, силна подршка на релативно новава власт, да тргне во акција во одбрана на македонски национални интереси, бидејќи на тој начин ќе обстојува и државата Македонија и сите ќе имаме подобра иднина и подобра перспектива. Еве ја да кажам два-три збора. Македонија е над сите партиски и етнички интереси. Граѓаните, вашиот глас е одлучувачки за еднината.
Негласањето е директен удар врз државата. Вториот круг е можност за обединета и силна Македонија. Наша обединета волја е клучот за еднината. Време е за вистинска правда, време е за обединета држава. Ова е предпоследна емисија за вториот круг, бидејќи велиме дека ова е прва, па не реков предпоследна, наредниот петок е пред молкот, имаме специјална емисија како со овие двајца е супер ексклузивни соговорници. Ќе ги поздравам, амбасадоре, благодарам многу што Ми беше задоволство. Господине, Со задоволство секогаш гостувам. секогаш ми е задоволство што секогаш правите прекрасни и навистина ми е задоволство да кажам илјадници гледачи по тоа што се гледаат, а верувам дека се милион, бидејќи не гледате во Соединените американски држави, не гледате Канада, не гледате во цела Европа, не гледате дел од Балканот, дури Турција, да кажа таму имаме 5 милиони македонци, и ова наша златна единствена Македонија. Бидете живи и здрави, ве поздравам јас и мојата екипа, продуцент Кристина Томич и Ивана Алексовска. Се гледаме идниот петок со исто така многу силни соговорници. До многу години, пријатна вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.